Централен дневник во 20 часот. Добра вечер. И во ова издание новинарите од информативната редакција на К1 телевизија со најнови информации. Останете со нас, ова се настаните на денот. Во Брисел се бара решение за политичката криза во Македонија. Мерките од проектот Македонија вработува бележат одлични резултати во приватниот сектор. Утре започнуваат 52-те Рацинови средби. Денеска во Брисел лидерите на 4 политички партии на Република Македонија се обидуваат да постигнат договор за решавање на политичката криза во земјава. Посредник во разговорите е еврокомесарот Јоханес Хан. Во Брисел се одржува состанокот на 4 лидери на политичките партии Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети Мендохтачи, со комесарот за соседска политика и преговори за придружување Јоханес Хан. Тие се обидуваат да ги допрецизираат деталите и изравна ставовите кои произлегува од последниот состанок во Скопје, а на кој беше договорено предвремени парламентарни избори во април идната година, а во меѓувреме да се работи на измени на изборниот законник, реформи во судството, владење на правото и слобода на изразување на медиумите. Состанокот започна напланне и се води за затворени врати. Нема детали до каде се преговорите. Преку Твитер пак комесарот Хан напиша дека се надева дека ова ќе биде добар ден за Македонија. Доколку не биде постигнат договор, Европската комисија предупреди дека постојат шанси да биде одземена препораката на земјава за почеток на пристапните преговори со Европската унија, која Македонија добива 6 години поред. Се повеќе приватниот сектор ги користи поволностите од мерките за вработување преку проектот Македонија вработува. Големите поволности се охрабрувачки за малите фирми да го прошират својот бизнис и да вработат нови лица. Од мерките придобивка имаат и фирмите, но и невработените кои повторно започнуваат да остваруваат приходи. Мерките за вработување преку проектот Македонија вработува се попривлечни и за малите фирми. Ослободувањето од плаќање на придонеси се мотивација за работодавците да направат чекор напред кон зголемување и проширување на својот бизнис. Сузана Донева, собственик на бутик за облека, е една од многуте кои добиле можност да ги искористат поволностите. Таа го направила првото вработување во нејзината фирма, а нововработената доби можност повторно да остварува приходи и да ги исполни условите за пензија. Јас искористив оваа прилика што ми се пружаше, па се надевам за проширување на мојот бизнис, а воедно и целта ми беше да помогнам на моја добра пријателка на која и недостасува само 5 години стаж, а сепак е над 50 години. Значи, предноси и за мојата фирма, предноси и за неа. Па убаво што испадна овој проект на Македонија вработува, да искористиме сепак не се малку придонеси. Вработувањето фирмата го остварила со поволностите за третата група невработени таргетирани во владините мерки. Во наредните 5 години работодавецот ќе биде ослободен од плаќање на социјално осигурување. Тоа е месечно ослободување од некои 4800 денари, конкретно зборам за кај мене во фирмата. Тоа е ко некоја моја заштеда за да можам да примам уште еден, уште двајца, да, проширување во мојот бизнис. Сепак не е мала сумата. Проектот Македонија вработува за нешто повеќе од 1 месец. Создаде работни места за повеќе од 1500 лица. Во добар дел од нив спаѓаат и лица постари од 58 години, со што дополнително се придонесува за уривање на старосните бариери. Бројката од 27,3% покажува дека во последните неколку месеци драстично се намалува бројот на лица кои не се вработени. Според вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски и покрај ситуацијата во која се наоѓа земјава на политички план, сепак продолжува тенденцијата секој квартал да се намалува невработеноста. Невработеноста од месец во месец се повеќе се намалува според најновите информации на Државниот завод за статистика. Бројката од 27,3% покажува дека во последните неколку месеци драстично се намалува бројот на лица кои не се вработени.
Според вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески и покрај ситуацијата во која се наоѓа земјава на политички план, сепак продолжува тенденцијата секој квартал да се намалува невработеноста, иако во Европа таа се движи во спротивен правец. Истовремено се зголемува и бројот на вработени лица, значи од некаде во последната година дена имаме околу 10.000 помалку невработени и околу 11.000 лица кои што во меѓувреме се вработиле. Тоа е добар податок, бидејќи за една година во која што вториот квартал лани имавме избори, а првиот квартал од оваа година имаше политичка нестабилност, значи сепак ваквите тенденции покажуваат дека приватниот сектор успева да создава работни места и тоа е добро и верувам дека така ќе продолжи во идни. Досегашниот намален процент, според Ставрески, се должи на политиките на владата, кои во основа се на два фронта. Создавањето поволна бизнис клима и активните политики на владата како втор сегмент на решавање на проблемот со невработеноста. Преку проектот Македонија вработува во непол месец дена 1760 лица се ангажирани и тоа во услови кога на некој начин се уште има грчка и приватниот сектор заради актуелната политичка ситуација. Така да верувам дека преку тој проект ќе успееме да стигнеме до таргетот од околу 20.000 вработувања. Преку 13.000 работни места се отворени во слободните индустријски зони, а нешто помалку во домашните фирми. Според досегашниот пад на невработеноста, министерот Ставрески информираше дека очекува за 3 до 3,5 години невработеноста да се намали за 22%. Странските инвеститори се задоволни од соработката со домашните компании. Ова е заклучок од денешната средба во организација на Американската стопанска комора. Она што ги одликувало домашните компании било континуираното одржување еднаков квалитет на испораки, конзистентноста и одржливоста на пазарот. Она на што треба повеќе да внимаваат компаниите кои директно соработуваат со странските инвеститори е недостигот на меѓународни стандарди. Утре започнуваат 52-те Рацинови средби. Низа на настани се најавуваат во рамки на културната манифестација за време на идните 3 дена. На повеќе локации планирани се повеќе настани кои ќе се одвиваат на 11 и 12 јуни. Средбите ќе завршат во сабота со традиционалната посета на Лопушник. Со отворање на зидот на Рацин под градскиот сад во Велес, утре официјално ќе започнат 52-те Рацинови средби. Културната манифестација ќе продолжи со отворање на изложбата Грнчарски средби Велес 2015, која ќе се одржи во ликовниот салон. Почит кон Рацин ќе се оддаде и пред неговиот споменик во дворот на Велешката гимназија кој го носи неговото име. На оваа локација ќе биде представен и споменикот Музата на Рацин. Свеченото отворање на средбите годинава ќе биде на платото пред театарот Джинот, каде ќе бидат доделени наградите од конкурсите Антологија на болката и Напише љубов во 140 карактери. Претходно во Младинскиот парк ќе има доделување на награди од литературен и рецитаторски конкурс. Првиот ден од средбите ќе биде заокружен со отворање на сајамна книга, како и проекција на филмската поема Бели мугри. Рациновите средби најавуваат богата програма и за 12 јуни, а за на 13 организаторите најавуваат посета на Лопушник, местото на Рациновата погибија. Од утре стартува полагањето на екстерните предмети од државната матура. Според информацијата на Државниот испитен центар, матурантите утре ќе полагаат мајчин јазик и литература. Полагањето на тестовите ќе се врши единствено во писмена форма и предметот математика ќе биде изборен за сите ученици. Од утре до 19 јуни, средношколците ќе ги полагаат екстерните испити од државната матура во учебната 2014-2015 година. Според информацијата на Државниот испитен центар, матурантите утре ќе полагаат мајчин јазик и литература, на 15 јуни е полагањето странски јазик, на 17 ќе се полага математика и на 19 е тестот по хемија, физика, биологија, историја, бизнес, филозофија и естетика. За 30 на денот од спроведувањето на последниот екстерен испит, на средношколците ќе им бидат достапни прелиминарните резултати од екстерните испити. Воедноденеска беше и последниот учебен ден од годината. Денес завршува наставната учебна година 2014-2015. Во основните училишта завршија 4531 ученик со следење на наставата, а во средните 2545 ученици. Тоа е вкупно, значи, на ниво на општина Велес 7076 ученици.
Државниот испитен центар соопшти дека полагањето на тестовите ќе се врши единствено во писмена форма и предметот математика ќе биде изборен за сите ученици. Тестирањето во сите денови почнува во 10 часот наутро. Овој период од годината е период кога појавата на влекачи е зголемена. Производот за заштита од змии, наречен репелент, е производ препорачан од Центарот за јавно здравје. Средството е производ на природна база од екстракти од дрва и тревки и е 100% безбеден и безопасен за мали деца и домашни миленичиња. Ова е период од годината кога појавата на влекачи е зголемена за поголема заштита од змии. Центарот за јавно здравје го нуди бркачот на змии познат како репелент. Истиот е 100% безбеден и безопасен за мали деца и домашни миленичиња. Производот минатата година беше промовиран и е регистриран во Бирото за лекови во Министерството за здравство, кога и се вршеше продажба на истиот. И препораката е за користење се користи на места кои се нападнати од змии или кои сакате да ги заштитите од присуство на змии, например камп, приколки, шатори, простор околу домови, викендички, дворови, цветни илеи, грмушки со украсни растенија, жива ограда, а и места каде во летно време се кријат змиите, како што се складирани дрва за огрев, шупи и гаражи. Едно пакување содржи половина килограм, односно околу 200 коцкички, колку што се доволни да се заштити површина од 150 до 200 метри квадратни. Препаратот мириса на огин и тоа е она што ги брка змиите. Можам да ви кажам дека од искуства на купувачи делува и на осите, делува и на куни и на ласици. Средството е производ на природна база од екстракти од дрва и тревки. Истото делува цела година, а од дождот не ја губи својата ефикасност. Може да се набави во Центарот за јавно здравје во Велес. Општинската организација на Црвениот крст од Велес започна со обука за спасители на затворени води. Обуката започна со теоретски дел. Во идните 10 дена покрај теорија, идните спасители ќе се обучуваат и на градскиот базен во Велес. Целта е добивање на меѓународен сертификат за спасител. Црвениот крст од Велес обучува 30 на млади луѓе кои сакаат да бидат спасители на затворени води. Во просториите на организацијата започна теоретскиот дел од обуката, кој ќе трае 10 дена. Првиот состанок беше за запознавање на кандидатите со активностите кои следат. Практичниот дел пак ќе се одвива на Велешкиот градски базен. Овие 10 дена има програма која е од Европската федерација за спасување на вода, каде што кандидатите буквално ќе се сретнат со сите спасителски техники и тактики како треба да делуваат во одредени ситуации доколку има воден инцидент. Успешното финиширање на обуката на кандидатите ќе им донесе меѓународен сертификат кој може да се искористи било каде во светот, но претходно на градскиот базен ќе има и квалификации за 30-тината пријавени кандидати. Првиот момент кога ќе отидеме на базент, имаме квалификации, односно приемен испит, кој што сите кои ќе го поминат тој испит може да продолжат понатаму да посетуваат обуката. Сите оние кои не ги исполнуваат условите што се понудени од Црвениот крст, за жал нема да може да продолжат понатаму. Од Велешкиот Црвен крст за ова лето најавуваат дека ќе организираат и обука за спасување на отворени води, односно реки, езера и море. Истата ќе трае 10 дена и ќе се одвива на езерото Младост. Во медиотеката на локалната библиотека Гоце Делчев промовирана е стихозбирката Вдах од македонскиот поет и есеист Борче Панов. Промоцијата е во рамки на проектот Велес град на културата за 2015. Поетот Панов во моментов работи на нова книга, чиј наслов е Совршена тежина. Стихозбирката Вдах од реномираниот македонски поет и есеист Борче Панов низ книжевен разговор беше промовирана во медиотеката на локалната библиотека Гоце Делчев. Промоцијата се случи во предворието на 52-те Рацинови средби и е во рамки на проектот Велес град на културата за 2015-та.
Панов е член на Друштвото на писатели на Македонија. До сега објавил неколку книги. Вдах е 8-ма книга на авторот, а е во издание на Матица Македонска. Таа е малку една пообемна поетска книга, која што е структурирана во 10 циклуси со по 10 песни, значи има околу 100 песни. А инаку мотивите се, што е специфично за моето поетско творештво, секој пат базирани на одредена реална состојба. Било да се работи за одреден реален инспиративен момент од мојот творечки живот, или да се работи за размислување. За промоторот на стихозбирката Јовица Илич, книгата изобилува со теми кои што пред се представуваат една многу длабока поетска и филозофска идеја. Која што ни дава за право да не поттикнува сите нас како индивидуи, како личности, да бараме начин за смислата на нашиот живот, да ги откриваме најсуштествените траги на она што е убаво и зошто е убаво, а и преку самата поезија да почувствуваме задоволство. Поетот Панов во моментов работи на нова книга, чиј наслов е Совршена тежина. Стихови од книгата читаше директорот на библиотеката Гоце Делчев Игор Крајчев, а промоцијата беше збогатена со музички перформанс од страна на промоторот. Воздухопловната бригада на АРМ одбележа 23 години од незиното постоење. Воведена е нова авиолинија на релација Охрид-Лондон. Безбедносната ситуација во Македонија е стабилна. Вестите од Македонија во продолжение. Воздухопловната бригада на армијата на Република Македонија одбележа 23 години постоење. Бригадата е единствена воздухопловна оперативна единица која обучува кадар и се грижи за леталата. Според полковник Колевски, императив е модернизација на техниката, ремонтирање на хеликоптерите и набавката на тродимензионален радар. Бидете убедени дека најголемата вредност на ВВР се старешините и војниците. Искусен и соодветно образован воздухопловен кадар, додека хардверот, односно техниката, е материјална компонента која професионалци како нас ја усвојуваат за кратко време, без разлика дали доаѓа од исток или запад. Единицата е опремена со борбени и со транспортни хеликоптери, подготвена за учество во мировни операции. Основната мисија е подршка на маневарските единици на армијата, но институциите на државата во справување со елементарни непогоди. Министерот за одбрана Јолевски напомена дека армијата продолжува со исполнување на стандардите за членство во НАТО. Од вас, искусни докасувани припадници на бригадата, очекувам да бидете пример, да ги водите и обучувате вашите помлади колеги, да им го пренесете вашето ценето искуство и тие да станат нераскинлива алка од синџот на одбраната на Република Македонија. Во 2005 година бригадата се трансформираше во помала единица воздухопловен винг, се до 2012 кога повторно се формира воздухопловната бригада. До крајот на годината е отворен огласот за прием на кандидати за пилоти, а на воената академија која треба да прерасне во универзитет ќе се отвори катедра за воено воздухопловство. Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле, опериран од ТАФ Македонија, денеска ќе го пречека првиот лет од Лондон со авиокомпанијата Визер. Авионот кој ќе дојде од лондонскиот аеродром Лутон во туристичкиот бисер на Македонија ќе донесе 133 патници. Со денешниот прв лет ќе се означи отварањето на новата редовна директна линија Лондон-Охрид-Лондон во текот на летната сезона. Во моментов овие летови се закажени до 13 септември. Оваа нова рута е една од двете новонајавени авиолинии од Охридскиот аеродром ова лето. Втората е Охрид-Базел, која ќе биде воведена од 1 јули исто така од страна на Визер. Како резултат на овие нови авиолинии, но и како резултат на чартер летовите од Холандија, Австрија, Швајцарија и Белгија, кои носат организирани групи на туристи во Охрид во текот на летната сезона, во ТАФ Македонија очекуваат пораст на авиосообраќајот на Свети Апостол Павле во текот на летото. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков денеска изјави дека безбедносната ситуација во Македонија е стабилна, иако постојат одредени сознанија и сомневања дека поединци или групи ќе посегнат по одредени напади на поединци или објекти, како одмазда за акцијата на македонската полиција во Кумановската дива населба на 9 и 10 мај.
Министерството за внатрешни работи има обврска да преземе мерки за заштита секогаш кога ќе има сознание за можности од асиметрични закани од поединци или групи и токму затоа зголемувањето на нивото на безбедност е работа која во овој случај се презема. Британскиот парламент ја поддржи иницијативата за одржување референдум за членството на Обединетото кралство во Европската унија. САД и сојузниците се подготвени за дополнителни санкции против Русија. Со големо мнозинство, британскиот парламент ја поддржува иницијативата за одржување референдум за членство на Обединетото кралство во Европската унија. За одржување на референдумот се изјасниле 544 пратеници на долниот дом на парламентот, додека 53 биле против идејата. Референдумот за останување или пак за излез од унијата ќе се одржи кон крајот на 2017 година, откако ќе завршат преговорите со Брисел за идните услови за членство на Британија во унијата, изјави британскиот премиер Дейвид Камерон. Камерон на својот профил на Твитер пред гласањето во парламентот објавил: денеска во долниот дом се пишува историја. Американскиот министер за финансии Джейкоб Ли на средба со украинскиот премиер Арсени Јаценјук и министерот за финансии Наталија Јареско изјави дека САД и нивните сојузници се подготвени да воведат дополнителни санкции против Русија доколку тоа е неопходно. Ли истекна дека на самитот на Г7 во Германија е постигнат договор за продолжување на важноста на санкциите кон Русија, се додека земјата целосно не ги исполни своите обврски од Минската спогодба. Тој ја нагласи важноста од продолжување на спроведувањето на реформите кои ги почна Киев со цел обновување на економскиот раст и на стабилноста во вонредни услови. Јаценјук ја потврди потребата САД да и достави оружје на Украина, бидејќи таа е принудена да се заштитува од Русија. На вчерашниот пријателски надпревар во Скопје, младинската фудбалска репрезентација до 18 години доживеа пораз од селекцијата на Шведска. Притисоците и заканите на ФИБА за излез на клубовите од АБА лигата продолжуваат до националните федерации. Повеќе за овие и останатите вести од домашниот спорт во продолжение. Младинската фудбалска репрезентација за фудбалери до 18 години претрпе пораз на пријателскиот надпревар против репрезентацијата на Шведска. Надпреварот се одигра на тренинг центарот Петар Милошевски во комплексот Куќа на фудбалот со резултат 0-1, па од прикажаното може да се издвои фактот дека играчите на Горан Станиќ одиграа меч против противник кој поседува одлични квалитети. Во првото полувреме нашите репрезентативци не реализираа две шанси преку Давор Здравковски и капитенот Петковски, па казната од швеѓаните стигна во 29-та минута, кога се постигне единствениот гол преку слободниот удар на Ерик Андерсон. Вториот дел беше повторно одбележан со доминантна игра на нашата селекција, но капитенот Петковски на минути пред крајот не успеа да реализира од белата точка. Селекторот Станиќ и покрај поразот истакна дека е задоволен од прикажаната игра, која од надпревар во надпревар има се помалку недостатоци и треба да се премине кон поефикасна реализација. Овогодинешниот македонски фудбалски шампион екипата на Вардар денес започна со летните подготовки за учество на квалификациите за Европската лига на шампиони, како и за одбрана на титулата од домашното првенство. Тренерот на црвено-црните Сергеј Андреев останува на менаџерската функција, па рускиот тренер изрази увереност дека вардарци се способни да го минат второто квалификацијско коло од неелитното фудбалско првенство, иако за него ова ќе биде прво искуство. За да се пласираат на овој шампионат потребни се солидни подготовки, мотивираност и одлична организација, а можни противници за Вардар ќе бидат тимови како што се Лех Познан, Бате Борисов, Партизан, Динамо Загреб, Селтик и Стеауа, кои имаат долгогодишна традиција и настапи во фудбалска Европа. На денешниот прв тренинг се појави и повратното засилување Ацо Стојков, додека дел од играчите кои настапуваат за репрезентацијата против Словачка не присуствуваа на тренингот.
Ситуацијата во Македонската кошаркарска федерација дополнително се искомпликува, откако МЗТ Скопје по заканите за суспензија од страна на ФИБА ја известил Светската куќа на кошарката дека остануваат со целосна поддршка за АБА лигата за следната надпреварувачка сезона. Ваквите информации доаѓаат од српскиот весник Новости, кој е најдобро информиран за настаните и случувањата на релација ФИБА АБА лига, па од печатот известуваат дека генералниот секретар Бауман испратил ново писмо со предупредување до федерациите дека се приморани во најскоро време да се произјаснат за настанатата криза. Во известувањето кое го испратиле од раководството на МЗТ Скопје до ФИБА, весникот Новости известува: што се однесува до Националниот сојуз на Македонија, клубот МЗТ Скопје е известил ФИБА за својата одлука да ја поддржи АБА лигата, во која ќе продолжи да се надпреварува и во претстојната сезона. ФИБА до 18 јуни им дала рок на националните федерации да постигнат договор со клубовите со што би се одлучиле да ги напуштат настапите од регионалното надпреварување, а во случај да не дојде до таков договор, земјите од кои настапуваат клубовите на Европското првенство во септември ќе бидат суспендирани од ова првенство и останатите надпреварувања на ФИБА. Состаноците меѓу националните федерации и клубовите ќе се одржат во следните денови, а Светската кошаркарска куќа и понатаму останува непопустлива, со тврст став, без компромис и калкулации. Ракометниот клуб Металург вчера потврди дека испратил апликација за добивање вајлд карта од Европската ракометна федерација за учество во Лигата на шампионите, откако во текот на денот биле завршени сите обврски околу финансискиот депозит. На нивниот официјален сајт ракометниот клуб Металург објавија: откако вчера ја испративме нашата апликација за учество во Лигата на шампионите до Ракометната федерација на Македонија, а истата е препратена до Европската ракометна федерација, денеска се завршени сите преостанати обврски врзани за финансискиот депозит и формуларите потребни за комплетирањето на нашата апликација. Со тоа Металург официјално се вклучи во трката за едно од неколкуте вајлд карти што ќе бидат доделени за настап во елитното европско надпреварување. Металург ги исполнува сите услови за настап во европската елита, а нашиот стекнат рейтинг гарантира дека нашата апликација ќе биде сериозно разгледана, а се надеваме и прифатена од Европската куќа на ракометот. Во наредниот период ќе ги објавиме и ростерот со кој ќе ја започнеме следната сезона. Се надеваме дека нашите навивачи и љубителите на ракометната игра и следната сезона ќе уживаат во мечевите на Металург во Лигата на шампионите. Кошаркарите на Кливленд на домашен терен поведоа над екипата на Голден Стейт со 2:1 во финалната серија над превари од НБА лигата. УЕФА го објави идеалниот тим на фудбалери од годинешната Лига на шампиони, на која доминираат играчите на финалистите Барселона и Јувентус. Меѓународен спорт. Екипата на Кливленд поведе на третиот надпревар со 2:1 на домашен терен во финалната серија надпревари од НБА лигата, совладувајќи го Голден Стейт со 96:91. Победата во најголем дел се должеше на феноменалната партија на Леброн Џејмс, кој постигна 40 поени, 12 скока и 8 асистенции, со што беше блиску до постигнување на трипл-дабл ефект. Калварис одиграа доминантно во трите четвртини, па 36 поени на војните во последниот дел не беа доволни за пресврт во Квикен Лоанс арената. Финалистите во Лигата на шампионите Јувентус и Барселона, на објавениот тим на сезоната од 18 играчи во Европската лига на шампиони, доминираат со најголем број на фудбалери. УЕФА во идеалниот тим ги смести 10 фудбалери на европскиот шампион Барселона, а второпласираниот Јувентус има 5 фудбалери. Од останатите тимови, Реал Мадрид има 2 представници, а екипата на Челси само еден играч. Финалето во Берлин против Барселона беше последниот надпревар за фудбалската легенда Андреа Пирло во дресот на најтрофениот италијански клуб Јувентус и покрај понудата од старата дама да остане уште една година на Апенините, Пирло сезоната ќе ја продолжи во Американската лига, а тимот на Њујорк Сити ќе биде најверојатно новата дестинација за италијанецот, каде за соиграчи би ги имал Френк Лампард и Давид Вилја. Договорот е со траење од 2 години и плата од 12 милиони евра и дополнителни бонуси.
Времето денеска е умерено облачно со повремен дожд и грмежи. Во наредните денови се очекува претежно стабилно и суво време. На некои места се уште е можна изолирана појава на краткотраен дожд со ретки грмежи. Следува временската прогноза за општините од Вардарскиот регион. Благодарам што бевте со нас. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Имајте пријатна вечер.